Денеска православната црква ги прославува изнесувањето на чесниот крст, светите 7 маченици Макавеи, Соломонија, нивната мајка и свештеникот Елеазар, како и почетокот на Преображенскиот и Богородичен пост. Изнесување на чесниот крст. Овој празник бил востановен во договор меѓу грците и русите, во времето на грчкиот цар Мануил и рускиот кнез Андреј, за спомен на истовремената победа, и тоа на русите над бугарите и на грците над сарацените. Во тие две војни носени се со војските крстови, од кои засветлиле небесни зраци. Затоа се востановило на 1 август да се изнесува крстот од црквата Света Софија, прво во средината на црквата, а потоа и на улиците заради поклонувањето на народот и заради споменот на чудотворната помош од крстот во поранешните војни. Но ова не бил обичен крст, туку вистинскиот чесен крст кој се чувал во храмот на царскиот двор. На 31 јули чесниот крст е пренесуван од царскиот двор во Света Софија, а оттаму после бил носен по улиците заради осветување на земјата и на воздухот. Најпосле, на 14 август, повторно бил враќан во храмот на царската палата. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи,
светите 7 маченици Макавеи, Соломонија, нивната мајка и свештеникот Елеазар. Сите пострадале за чистотата на верата израелска од царот Антоних, викан од едни Епифанос, просветлен, а од други Епиманис, безумен. Поради големите гревови во Ерусалим, а особено поради напрегањето околу власта, архиерејска и злосторствата направени во таа борба, Бог допуштил голема беда на светиот град. Антиох сакал на секој начин да им го наметне на евреите елинското идолопоклонство на местото на верата во единиот и жив Бог и правил се во тој правец. Таа негова мисла ја помагале и некои расколнички архиереи и други ерусалимски старешини. Еднаш самиот цар дошол во Ерусалим и наредил сите евреи да јадат свинско месо, спротивно на Мојсеевиот закон, бидејќи јадењето свинско месо бил очигледен знак дека некој се одрекол од верата израелска. Старецот Елеазар, свештеник и еден од 70 преведувачи на Стариот Завет на грчки јазик, не сакал да јаде свинско месо. Затоа бил мачен и во оган бил изгорен. Враќајќи се во Антиохија, царот зел 7 синови со себе, наречени Макавеи и нивната мајка Соломонија. 7 браќа Макавеи се викале Авим, Антонин, Елеазар, Гури, Евсевон, Алим и Маркел. Пред очите на мајката, опакиот цар ги мачел еден по еден синовите, дерејки му ја на секого кожата од лицето и фрлајки ја потоа во оган. Тие сите храбро ги претрпеле маките и смртта, но од верата своја не се одрекле. Најпосле и мајката, кога го видела и својот последен, 3-годишен син во огнот, и самата скокнала во огнот и изгорела, предавајќи му ја душата на Бога. Сите чесно пострадале за верата во единиот и живиот Бог околу 180 години пред Христовото раѓање. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренесену